skoro. Dojdi, mili Isuse, vo mojevo srce. Dojdi, mili Isuse, vo mojevo srce. I eve ke dojdam skoro, i so mene otplata, se muke dadam spored delata, kolku ljubov vo srcata. Se muke dadam spored delata, kolku ljubov vo srcata. Mir vam, tatko moj. Ti благодарам што и денеска и за навек и за секогаш ме научи како да го отварам срцето, да се населиш во мене со Отецот, Исус и Отецот да се населат во мене, да направите сокровиште во моето срце и да ја разберам сета широчина, длабочина и височина над Словото кое е живот, кое е дух и живот. Лебот наш насушен ни го даваш и денес и ни ги проштеваш долговите наши, како што и ние им ги простуваме. Би требало да им ги простуваме. Прво Јованово 5, знаете, овде сум во планина заврна снег. Слава ти, Господе Исусе Христе. Ноќеска се разбудив околу 2 часот и слезе овој текст што ќе ви го прочитам како поука. Случајно се отвори да видам колку е часот и дали врне. Пошто овде планина рано се станува, палиш оган и таму негде ако заспиеш кај 9 на вечер од топлото, ќе се разбудиш кај 2 наспан. И потоа дење имав до сабајле, молитви, слегуваат текстовите. И ми се отвори еден текст од еден наш проповедник тука. Знаете, од една од земните телесни цркви. Значи, Бог бил 3 личности. И кој не верувал во 3 личности, не бил христијанин. Ој Исус е напомош, да видиме дали е баш така. И што е тоа личност, например, дали ви е вам јасно? Дали ви е јасно, тоа е цела суштина. И потоа ти не знаеш кому да му се молиш, на Отецот да му се молиш, на Духот да му се молиш, на Исус, па се молат на Духот. Па бараат од Духот да им ги даде даровите. Ти треба да го бараш Царството Божјо, не можеш да бараш дарови да ти даде. Треба да бараш да се насели Отецот во тебе, со Исус, во Духот, бидејќи се тие едно. Уште ли не си ме познал, Филипе? Одиме, прво Јованово 5 глава, ќе ја прочитаме од оваа црвен препев. Ово е препев на благослов на светиот архиерејски синот на Македонската православна. Дај Боже да бидете свети до крај. Бидете свети, и јас сум свет. А другата е ревидирано издание на Гидеони и тука ги проверувам разликите. Како тие преведуваат едно, овие преведуваат друго. И потоа си ја поделиле Библијата. Тоа што ним им одговара, тоа што го разбираат. Како мали дечиња околу елката си пеат песмички. Не ја разбираат суштината. Вчера беше водокрст овде по православниот, го фрлаат крстот во реката, рипаат, па сега не го фрлаат, го положуваат, па после ќе го крстат крстот, например. Јас им велам дека не е суштината во обредот, тоа е антички обред. Пеонците го фрлале царот во реката, Орфеј простувал гревови, елеусински мистерии во античка Македонија, тоа е македонска народна култура од неолитот, внесена во христијанството. Дали ти вистински го примаш Исус да ти се јави во срцето, тоа е целата суштина. Значи, секој кој верува дека Исус е Христос, е Месијата, испратен од Бога е роден, треба да се родиш од Бог, одново да се родиш. Секој кој го љуби оној кој родил, таткото, пази, го љуби и оној родениот од него, синот. Ти ќе ги љубиш и браќата и сестрите, ќе сакаш да се родат. По ова знаеме дека ги љубиме чедата Божји, кога го љубиме Бог таткото и ги извршуваме неговите заповеди. И вие зеден тап, веднаш осудуваат други, кои ќе им кажеш не треба така.
те прогласуваат за секта. Ти не ја исполнуваш заповедта негова. Првин што пишува овде, а потоа самата заповед да го љубиш ближниот свој како себе си, без штитот на верата си, на праведноста, осудуваш и тебе ќе ти биде судено. Значи го љубиме Бог кога ги извршуваме неговите заповеди, неговата заповед е љуби го својот ближен како себе си. По ова знаеме, бидејќи љубовта кон Бог се состои во ова да ги пазиме заповедите негови. Една заповед. Неговите заповеди не се тешки, се е можно за оној кој верува. Зашто се што е родено од Бог, треба да се родиш од Бог, човеку, го победува светот. И ова е победата што го победи светот. Верата Исусова, наша. Верата наша. Таа да мислиш дека твоја е верата. Верата е на Исус, црквата е на Исус. Кој го победува светот, ако не оној кој верува дека Исус е Син Божи? Има религии, групации, нема, Бог нема син. Па кога ќе дојде денот на Исус Христос, кога ќе се положиш во земјата телото, душата која ќе оди на суд, ќе видиш дали има или нема. Оној кој дојде преку вода и крв. Еве го секако на што нив ги буни три личности. Преку вода и крв дојде. Која вода? Па водата е мајчината утрова, стана човек. Се овоплоти. Ти. Втората вода е покајно крштение. Да се покаеш и да не грешиш повеќе. Третата е крвта. Преку вода и преку крв дојде. А овде вели во заграда и преку духот. Зошто? Па ќе видиме, па зашто ја пролеа својата крв за секој еден од нас. Дојде преку вода. Преку жена беше крстен. Тој е Исус Христос не само преку вода, туку преку вода и крв, и духот е оној кој сведочи. Духот е вистина. Па тоа е целата суштина. Духот да сведочи. Тие мислат дека духот е личност. Не. Дали Исус е личност? Исус вели, јас не ги вршев делата, Духот ги врши делата. Духот зборува, Отецот зборува во дух низ него. Те сакам, Господи Исусе Христе. Духот е оној кој сведочи, не сведочиш ти. Зашто Духот е вистина, и сега го има овој стих кој го нема во ревидираното издание. Тројца се кои сведочат на небото, они го препеале вака: Отецот, Таткото кој е се во се, Словото кој е изговорен збор, Словото е Исус натопено со крвта во Откровение, Исус, живо Слово кој оживува, и Светиот Дух. И Светиот Дух, тоа е Божјо сведоштво. Три Божји, како би се рекло, Божјото сведоштво е тоа. И се они го сваќаат како личности. И вели, и овие тројца се едно, не се личности, едно се. И вика троединен Бог. Тој ти го објаснува принципот. Тројца се кои сведочат на земјата. Пазете сега, пак се појавува Духот. Овде не вели Светиот Дух. Духот. Кој Дух? Па на Отецот што живее во твоето срце. Он, Отецот. Водата. Која е вода? Па доаѓаш како човек и ти. Ти си се родил од утрова. Треба да влезеш во вода. И ти мислат дека водата е сведок. Водата не е сведок. Ти треба да се покаеш. Водна бања во Словото и крвта вели. Која крв? Па Исусовата што е врз тебе. Треба да застанеш пред Исус, да се покаеш, да примиш сила од Исус, да му дозволиш да се насели во твоето срце. И после вели човечко сведоштво. Примаме, Божјото сведоштво е поголемо. Кој е Божјото сведоштво? Па Отецот, Словото и Духот да бидат во тебе. Како? Па ако му го отвориш срцето, Отецот со Исус се населува како сокровиште во тебе и Духот зборува и ги врши дејствата. Духот сведочи. Тоа е Божјо сведоштво. Човечко сведоштво е Дух, вдахнат Дух во тебе, имаш слободна волја, вода, се потопуваш во вода и крв. И потоа пијат лепи вино. Малку е покомплицирано. Бидејќи тоа сведоштво Божјо со кое Бог посведочи за својот Син. Он ќе ти сведочи, поверува и затоа зборува. Кој верува во Синот Божји, тој го има тоа сведоштво во себе. Во себе го имаш. Кого? Па Отецот и Исус. Сокровиште, тие прават сокровиште. Духот не е посебна личност да му се молиш на Светиот Дух. И да бараш од Духот да ти даде дарови. Кога Отецот ќе се исполни, ќе дојде во твоето срце, ти ќе ги имаш даровите, Духот ќе ти ги дава колку што можеш да понесеш. Кој верува во Синот Божи, тој го има тоа сведоштво во себе. Кој не му верува на Бог, го прави лажливе, зашто не поверувал во сведоштвото негово со кое посведочил Бог.
Бог така посведочува во тебе за својот син. Сведоштвото е дека Бог, Таткото, Отецот ни дарува живот вечен. Тој живот е во неговиот син, во Исус. Треба да го имаш синот. И после, кој го има синот Божји? Каде? Во срцето, заедништво. Не си личност, не си карактер. Он те води, он управува. Исус не зборуваше од себе. Тој го има тој живот. Во себе треба да го имаш. Бог се јави. Ако не се јавил во твоето срце, рипај ти колку сакаш по крстот. Мачкај се, што сакаш. Истото ти, ако само цитираш стихови, ги критикуваш. И тој живот, кој го нема синот Божји, дали Исус живее во твоето срце, дали тој те води или ти си водиш сам? Ти имаш човечко сведоштво. Па кој е? Па дух си имаш некој, не вели кој дух, на овој свет. Водата си се капеш и крвта на Исус ме спаси, а не си застанал на крстот. Ова ви го напишав. Вам кои верувате во името на Синот Божји. Ти веруваш во името на Синот Божји или веруваш во твојата деноминација? За да знаете дека имате живот вечен, да верувате во името. Значи, ќе дојдеме после до тој момент на Синот Божји. Тоа е увереноста која имаме пред Него, дека ако побараме нешто по Негова волја во името на Исус, тој не услушува. А не може да се молиш ти на Духот. Татко, во името Исусово, ако го знаеме дека не услушуваш, тој да побараме. Знаеме дека ќе добиеме што и да сме побарале од Него, по Негова волја. И сега го има овој момент кој е исто дискутабилен. Ако некој го види брата си да греши со грев што не е за смрт, нека се моли. И Бог ќе му даде живот, односно оној што не греши за смрт. Има грев за смрт, за тој грев не велам да се моли. Па свесен си дека има Бог, тој грев против Светиот Дух. И ти продолжуваш по старо, не сакаш да се промениш, не сакаш да се откажеш. Тој е грев за смрт. Секој што ќе каже нешто против Синот човечки, ќе му се прости. Но ако каже нешто против Свети Дух, посебно кажуваш дека знаеш и ги критикуваш другите. Секоја неправда е грев. Но има грев што не е за смрт. Не знае тој. Но не мрази, не краде, не прелюбодействува. Се обидува. Знаеме дека секој е роден од Бога. Ако си ти роден од Бог, не грешиш, но родениот од Бог се пази и лукавиот не се допира до него. Знаеме дека ние сме од Бог, од Таткото, дека целиот свет лежи во зло. Знам дека имам Татко на небесата кој создал се. Знаеме исто така дека Синот Божји дојде и ни даде светлина, да те осветли и разум, неговиот разум, шлемот на спасението, за да го познаеме вистинскиот Бог, Татко. И ние пребиваш во Него. Не си личност. Ни тој не е личност. По вистинскиот Бог, неговиот Син Исус Христос. Значи, треба да пребиваш во Исус, односно Исус да пребива во тебе. Како што рече Исус, се уште ли не си ме познал, Филипе, јас сум во Отецот и Отецот е во мене. Тој е вистинскиот Бог и живот вечен. Одиме сега ова Гидеони, ревидирано издание, истите глави, и таму, например, го нема тоа тројца се кои сведочат на небото, од кои тие го ведат троединиот Бог. Бог како личности, три личности, погрешно, носи личности на земјата, на небесата нема личности. Верата победува. Секој што верува дека Исус е Месијата е препороден, повторно роден, Божјиот чедо. Секој што го сака родителот, Отецот, ќе го сака и неговите чеда. Родител ми е тој, Татко. Пошто знаеме дека ги сакаме Божјите чеда, по тоа што го сакаме Бог, Отецот, и ги извршувам неговите заповеди. Не осудувам, простувам, се покајувам. Ги љубам сите, барам помош кога немам. По тоа што го сакаме Бога, ги извршуваме неговите заповеди. Значи го сакаш, го љубиш, ја извршуваш неговата заповед. Го сакаш Бог, да се држиш до неговите заповеди без тие да ти представуваат бреме. Исусе, дај ми сила. Секој што е препородено Божјиот чедо може да надвладее против светот. Да надвладее. Гревот е тука, но ти надвладеј го. Надвладеј го. Каин не надвладеја, го уби Авела. Таа победа против светот се постигнува преку вера. Вера и доверба во Исус Христос, дека Исус ќе ме избави од се. Кој друг ќе го победи овој свет, ако не оние што веруваат дека Исус е Син Божји? Да, верувам, ама. И продолжуваш други работи. Тројно сведоштво, а тие велат три сведока. Три личности. И тука те правиш, ти не знаеш кому да му се молиш, на Таткото, на Духот, на Исус. Се што ќе побарате во моје име, пишано е тука.
Татко, во името Исусово, така се молиш. Не се молиш на личности. Христос ни беше објавен како Божји син преку неговото крштение во водата. Тоа е сведоштвото, крштение во вода. Преку пролевање на неговата крв на крстот. Видите како објаснете овде. Тоа е сведоштвото. Полеван во вода, потопен, баптизиран и неговата крв на крстот. Не само преку вода, но овде го има и оној момент, роден од жена, нели преку човек со своја волја, преку вода и крв. Светиот Дух ни сведочи за тоа. Тоа е вистината. Не му може да му се верува. Како тој да се насели во тебе? Дојди, Свети Душе. Не. Отецот и Исус доаѓаат. Тоа е духовната природа. Со телото сум отсутен, со духот сум со вас. Духовно заедништво. Значи, постојат тројца сведоци. Духот, духот, водата сведок ли е? Зборува ли таа? Дејството е тоа. И крвта, сведоштвото на сите тројца. Трите сведоштва се совпаѓаат. Тоа се три сведоштва, практично. Духот кој слегува како гулаб на крајот, а ние имаме и водна бања во Словото. Ако прифаќаме сведоштво од човек, Божјото сведоштво е посилно. Затоа ние го прифаќаме она што Бог ни го сведочи. Ете, тоа е тоа Божјо сведоштво. Бог да живее таткото во моето срце. Секој што верува во Божјиот син го има тоа сведоштво во своето срце. Таткото го имаш, Словото Исус и Духот. Но тоа е едно, тоа е Отецот и Исус. Отецот е исполнет со целиот Дух во Исус и Он ги врши делата. Секој што верува во Божјиот син го има ова сведоштво во своето срце. Сведоштвото е во твоето срце, тоа е живење. Оние што не веруваат на Бог го прогласуваат Бог за лажливец, овде не пишува дека на небото има тројца сведоци. И од тие вадат погрешен заклучок. Бидејќи не му веруваат на сведоштвото што го даде тој за својот син. Како ќе му веруваш ако не си му дозволил да живее во тебе, да бидеш едно со него, бидејќи Исус не ги вршеше делата. Со Духот Отецот. Чашата е горка, морам да испијам, неговата волја исполнуваше. Сведоштвото кажува дека Бог, Отецот ни дарува живот вечен. Тој живот доаѓа од неговиот син, ако живее во твоето срце. Кој го има Божиот син во срцето? Има вечен живот. Тоа е тоа сведоштво. Отецот, Словото и Духот се во тебе. Односно, Отецот и Исус прават сокровиште. Кој го нема Божиот син во срцето, додавам јас, нема вечен живот. Ти си телесен, си маткаш. Ова ви го напишав за да знаете дека вие што верувате во името на Божиот син, во името Исусово бараш. Заради тоа ние имаме доверба во Бог. Кога молиме нешто што е во согласност со неговата волја, тој ќе ни го исполни. Знаеме дека кога се молиме, тој не слуша. Сигурни сме дека во нашите молитви ќе добиеме одговор. Но не како што сакам јас. Неговата волја, чашата е горка. Ако некој од вас гледа дека некој христијанин прави греф, што не е за смрт, нека се помоли, Бог ќе му даде живот на оној што сгрешил. Тебе Духот те води и ти кажува дали треба да се молиш или не. Ова се однесува на гревови што не се смртоносни. Постои смртоносен грев, знаеш дека не треба и правиш така. И јас не велам дека треба да се молите за оние што го извршиле тој грев. Значи Давид го убива Урија, спие со жената. Иако се моли, се покајува, детето умира, зашли смрт за смрт. Знаеше дека има Бог. Потоа продолжува. Видите? Око за око, зап за зап без Исус. Тоа е грев против Светиот Дух. Ти велиш дека гледаш, знаеш, гревот ти останува. Секоја неправедност е грев. Но секој грев не е смртоносен. Постои грев кој не треба да се молиш. Затоа јас не ветувам ништо. Чекам водство. Знаеме дека ниедно Божиот чедо не продолжува постојано да греши. Бидејќи Божиот син го чува, те води, живее во твоето срце и ѓаволот не може да допре до него. Божиото сведоштво, тие три, Отецот, Словото и Духот, треба да бидат во твоето срце. И тие се едно. Како што Исус и Отецот се едно. Кога Филип му вика, покажи ми го Отецот и доста ми е, Исус му вели, уште ли не си ме познал, Филипе? Јас сум во Отецот и Отецот е во мене. Ние за тоа зборуваме. Ние христијаните знаеме дека потекнуваме од Бог. Световните луѓе се под власта на ѓаволот, без разлика што мислат дека се христијани.
Кога Исус не живее во твоето срце, ти не си христијанин, кога не те води Духот Божи, ти не си син Божи. Знаеме дека Божиот син дојде каде во моето срце, ни даде разум, негов ум. Секоја мисла да е покорна на Исус, да го препознаеме вистинскиот Татко Бог, затоа ние сме во единство, во едно. Словото на своето сведоштво, со крвта на јагнето, откровение, тие го победија. Ние сме во единство со вистинскиот Бог и со неговиот син. Ете тоа е тоа. Тоа е сведоштвото. Тие да се населат во твоето срце. И нема после да се молиш за три личности. Тоа е вечниот живот. Чеда Божи, пазете се од идолите. Сосема спротивно е. И видел, карактерот е важен, личност. Ти треба да бидеш сад. Ако Исус не беше личност, делата, зборовите ги вршеше таткото, зарем ти ќе бидеш личност? Па целата суштина што сакаш да бидеш над Бог, сакаш да бидеш вавилонец, да си искачиш највисоко. Затоа си паднат на земјата. Сатанин трн, сатанска природа, спротивставен над Бог. Се што ќе побарате во мое име, вели Исус. Ова слезен укеска. Ке ви се даде. Во Исусово име бараш. Во Негово име ке ми се даде. Не барам во свое име, во Негова волја, во Негово име. Татко, во името Исусово барам, молам да дојдеш во Македонија и да ни помогнеш. Исус се молеше вака: Татко наш, Татко, Татко, не се молеше на Светиот Дух, на личности. Татко, Татко, кој си на небесата, тој е на небесата, да се свети името Твое, името Негово. Потоа Исус стана Неговото име. Тоа е име Исус Христос, име над секој име. Неговото име кое го осветлува Исус Христос, да дојде царството Твое. Каде? Во мене внатре во срцево. Да биде волјата Твоја, не мојата. Како на небото, така и на земјата. Се молиш за Негова волја. Во Исусово име. Негово е името Исус Христос. Царството, силата, славата, волјата, се е Негово. Ти немаш ништо, ти си сад, не си личност. Нема три личности. Се вели троединен Бог. Да, ти покажува како да го разбереш. Ако се љубиме еден со друг, Бог, Таткото, пребива во нас. Значи, пребива во нас, пребива во тебе. Тоа е целата суштина, да пребива во тебе. Али треба да се љубиш. Не можеш ти да ги осудуваш другите деноминации, а самиот не си дошол. И љубовта Негова е внатре, не усовршува во нас. 1 Јован 4:12. Значи, тој треба да пребива во тебе. Тоа е сведоштвото Божјо. Тие телесно велат дека Отецот Бог се три личности. Се вели Татко на духовите. Татко, ние сме духовна, изворна природа, паднати сме на земјата во тело. Разбирате или не дека ние пребиваме во Него, Отецот, пребиваме во Него, пребивам, не сум лично, сум дел од Неговото тело, он е главата, ние сме органи. Тој е во нас, знаеме по тоа што ни дал од својот дух. Кога духот му дозволуваш да те води, почнуваш да се преродуваш. 1 Јован 4:13. Се вели Отецот и Исус да направат сокровиште во моето, во твоето срце. Ако нема сокровиште, ти си живееш по старо. Дали има три личности? Видите, во плавата нема такви личности три. Така да некој преведува едно друго, како го разбира. Во Исус Духот зборува. Он ги врши делата. Тој е првороден единороден син. Во него се остварува татковата волја. Тој е едно со Отецот. Не е личност. Тоа е словото натопено во крвта. Се преродуваш во љубов, во духовно единство со Отецот. Значи, горе нема време, простор и свест. Не се разбира тоа и не барајте повеќе од колку што можете да поднесете. Кој пребива видлив во Исус? Значи, Отецот пребива во Исус видлив. Бог е љубов, 1 Јован 4:8. Таткото моје е љубов, тоа е природа, тоа е духовна вечност, не е чувство како што ние привремено на земјата. На земјата си е личност. Тоа е тело од земја, кафес, материја, душа, тоа е тоа личност, твојата посебност, во која е вдахнат дух, љубов,
самиот живот, кој никогаш не престанува. Исус е дојден во тело на земјата пратене, тоа го има во Солуњаните 5:23. 1 Солуњаните. 1 Јован 4:2-3, да ни го покаже патот е дојден Исус. Пазете, дух, душа и тело осветени од Отецот во Солуњаните. Дух, душа и тело. Ти си затворен во кафезот на телото. Исус дојде, еве сега доаѓам 1 Јован 5:6, преку вода. Први нероден тој од жена, условно. А потоа потопен, баптизиран. И крв, и овде вели преку духот во црвената Библија. Од 1 Јован 5:6, скоро палеа Библии во прилеп. Тие биле протестантски, тие биле. Видете, православната Библија, главен превод е преку King James превод, колку што се знам јас, и тоа е протестантско. Библијата му припаѓа на Исус Христос. Значи, 1 Јован да ни го покаже патот, дух, душа и тело, осветени од Отецот. Исус дојде преку вода и крв и преку духот, 1 Јован 5:6. Духот не е личност. Тоа е природа на нашиот татко, Отец на духовите. Вода е мајчина утроба, покајно Јованово крштение, крв распнат плаќа за негова крв за нас. Или ние си плаќаме, потоа можеш да си плаќаш и самиот во вечностите со нашата крв, низ огнот на љубовта. 7 стих, тројца сведочат на небото, значи го има во оваа црвенава Библија, во плавата го нема. Тројца сведочат на небото, Отецот, Словото и Светиот Дух, и овие тројца се едно. Не се личности. Значи, тие тројца живеат во тебе, ако го отвориш срцето, Исус и Отецот прават сокровиште во твоето срце. Тоа е словото на твоето сведоштво. Друг препев, не се три личности на небото, ами едно со Отецот, во Негова сила, слава, волја, Царство Божие, љубов која не престанува. Друг препев вели тројца сведоци. Три сведоштва практично. Динамичен Гидеонс, дух, вода и крв. Дух се разбира, вдахнат си е духот првен. Духот е самата љубов, самиот живот, тој треба да се распланти. Вода, водна бања во словото, жива река од твојата утроба, тој е тој дух, водна бања. И сведоштвата на сите тројца се совпаѓаат. Се исти, духот е природа на Отецот. Водата, што ќе сведочи водата? Каква личност, каков сведок? Пази се, водата е телесна. Зборуваш за телесна, за женската утроба од која си роден, за река, крвта е душа, се вели. Не е личност. Пази сега. Не јадете крв. Пролева крв за да не откупи од сатаната. Значи, плата за гревот е смрт, за да умре на крстот. Водата е и духот, жива вода која не оживува. Водна бања во словото. Христос ни беше објавен како Божји син, сега видиш како го преведува преку неговото крштение, потопување во водата. Тоа е сведоштвото, дејството. И преку пролевање на неговата крв, дејството ја испи горката чаша. Умре за секој еден од нас. 6 стих. Во динамичниот вели само духот, водата и крвта. Тоа се дејствија. Нема небесни сведоци, Отец, Слово и Свети Дух, односно го објаснува како Божјо сведоштво во твоето срце. Тие треба да живеат во твоето срце. Тоа го објаснува. И ти сега правиш доктрина од нешто. Зборува за Божјо сведоштво, 9 стих, 7 стих. Динамичен вели, Бог сведочи за својот син, со Словото во Духот. Духот е вистина, исполнет со Дух. Ти си едно со Отецот, во Негова волја си, не си личност. Ти си син на Севишниот, осветен во љубов, претопен. Ти си сад засвечена или секојдневна употреба. Духот те води. Личноста има своја волја, своја собственост, своји мисли, свој ум, свое чувство. Ова е сосема спротивно. Сосема спротивно. Исус ја извршуваше неговата волја и ти треба да извршуваш неговата волја. Исус и Отецот се едно. Уште ли не си ме познал, Филипе? Покажи ми го Отецот и достани. Тоа е исто. И јас сум едно со Отецот. И со Исус. Или сум или не сум. И ти треба да сториш, да се родиш во едно, од собствена волја да преминеш во Негова волја
од собствена собственост во негова собственост и вечната љубов. И потоа ќе го облечеш сето оружје Божјо. Значи, обувките на Евангелието на мирот. Не одам никаде без Исус, инаку сум бос. Појасот, оклопот на праведноста. Не осудувам и ниједна стрела не ме допира. Архангел Михаил не осудува. Шлемот на спасението, секоја мисла ми е покорна на Исус. Штитот на верата, што и да се случува. Појасот на праведноста. Се врзан сум за Исус и не попуштам. И мечот на духот. Објавувам не за сатаната и смртта. Да, за Исус во мојот живот во 9 седмици во македонската земја. Оставам се во твои раце, татко мој. Се што имаме твое. Во твојата сила, во твојата љубов и твојата волја. И овој имот што си ми го дал, и 2 заедници македонскава земја. Амин до Божјо царство небесно. Бегај од нас, сатано. Во името Исусово и не враќај се повеќе. Исцелување за сите оние кои ќе паднат на колена и ќе речат: татко, погрешив пред тебе и пред небото. Дојди, Исусе Христе, во моето срце, за секогаш Исус. На секаде Исус. Во секого Исусе, ој Исусе и само Исусе. Радоста да ви биде полна. Амин. И со мене отплата, секому ќе дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ќе дадам според делата, колку љубов во срцата. Кој е жеден, нека дојде, кој сака, нека земе, од живата вода дарум. Сакам, мил Исусе, од живата вода